Сосема се согласувам со премиерот дека бришењето на македонскиот идентитет и македонски јазик од извештајот на Европскиот парламент е талибански начин на делување и е далеко од она што се нарекуваат европски вредности. Како што талибанците на времето со експлозив ги креваа во воздух сите споменици кои не им беа по кејф, така сега бугарите во Европскиот парламент креваат во воздух се што не им оди во прилог. Срамота. Ако е ова вистина и ако се остварат најавите дека извештајот ќе помине со извадени македонски јазик и идентитет, тогаш не сакам веќе ни да видам, а уште помалку ни да чујам некој од европскиве функционери да ни се решетава по Македонија и да ни раскажува приказни од типот ајде уште бугарите во уставот и толку, или дека идентитетските прашања немаат врска со преговорите. Ако е така, ако македонскиот идентитет и јазик немаат врска со преговорите, што побого е тогаш толкав проблем да бидат споменати во еден извештај? Надвор од секоја здрава памет во 21 век, во срцето на Европа, од петни жили да треба да се бориш да докажеш дека постоиш како народ со свој јазик, со свој идентитет, со свое име, со своја историја. А од другата страна, една земја членка на таа Европска Унија упорно да сака да те избрише комплетно, да не постоиш. И најтрагично, за тоа да добива поддршка од други земји членки, кои пак нон-стоп ни паламудат дека станувало збор за права, правдини вредности и недискриминација. Така што не е проблем дека како македонци ќе го изгубиме идентитетот и ќе ни го грабнеле гравчето од тавче. Проблемот е што токму идентитетот и јазикот се влезени во документ како преговарачка рамка и тоа како критериум за наше зачленување во ЕУ. Проблем е што земја на Европската Унија ни негира нација и јазик со кој знае колку резолуции и декларации во нивни парламент. И проблем е дека мнозинството во таа Унија застанува за тоа. Срамота. Поголемо лицемерие од ова нема.